Министре, јас воопшто не се сомневав дека вие таксативно ќе ми ги наброите сите оперативни технички операции кои што како МВР ги правите, но што и да правите во последните неколку години, факт е дека и перцепцијата, то не е само најмалку за вакви случаи, треба да имаме реторика на политички поени, затоа што се работи за деца, за исчезнати личности, кои што јас сега проверив се над 50 и нешто. Некои ликови дури веќе не се ни пишуваат во медиумите, месеци поминале. Моето прашање беше дали вие нешто дополнително направивте да се обезбеди сигурноста на вознемирените граѓани, особено во тие делови, во така читаме по медиуми. Дали знаете пред Силво што се случува или таму во тој дел на градот, а да не зборувам па за други делови од градот Скопје, да не зборувам па за други делови од Република Македонија што се случува, како се случува, со наркотички средства, со ладно оружје, со млади ученици кои што вршат тепачки и на крајот на денот униформирани лица. Значи, некој кој се соочува, секогаш кога се соочувате со униформа, практично се соочувате со државата. И некој се дрзнува да ја тепа државата. Во 2 полициски станици имате малтене претепување на полицајци. Тоа не доведува до сигурност кај граѓаните, тоа напротив доведува кон вознемирување на граѓаните. И уште еднаш ќе кажам, искрено се надевам и апелирам, дури ако треба некакво законско решение, кое што треба ние како пратеници да го донесеме, по однос на, не знам, нешто кое што медиумите постојано ќе објавуваат за исчезнати лица или така натаму, ставете европско знаменце, вие ставате европско знаменце на се нешто, па зошто да не и на вакво. Сите ќе гласаме. Само да можеме да им обезбедиме на органите на прогонот и на оние банди ли се, криминалци ли се, кои се, што се, да им го оневозможиме таквиот начин на пристап и киднапирање ли е, што ли е. Јас искрено се надевам дека девојчето ќе биде пронајдено, но како и да е, она што вие ми го кажавте не доведува до комплетна безбедност на граѓаните на Република Македонија и сметам дека треба да поработите на тој случај. Благодарам, не сум задоволна од одговорот и немам дополнително прашање.